Се наоѓаме во непосредна близина на факултетот Блаже, на филолошкиот факултет Блаже Конески, ќе разговарам со професор доктор Искра Пановска-Димкова, раководителка на катедрата за македонски јазик. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, добро сум, благодарам. Во петокот го одбележавте филолошкиот факултет Блаже Конески, го одбележа денот на македонскиот јазик, 5 мај, малку подоцна, од оправдани причини, меѓутоа секој ден треба да го прославуваме и да го одбележуваме македонскиот јазик. Ајде малку за значењето и за пораката која што ја извлековте и ќе ја кажеме на јавноста. Да. Благодарам. Па да, годинава на 10 мај го одбележавме 5 мај, денот на македонскиот јазик. Катедрата за македонски јазик традиционално го одбележува овој ден последниве години со трибина, секогаш со главен наслов состојбите во современиот македонски јазик, и секоја година гледаме да има некоја подтема што ќе биде интересна за јавноста и што ќе ги опфати сите области на употребата на македонскиот јазик. Минатата година тоа беше јазикот во медиумите, а оваа година беше македонскиот јазик во наставата. Од овие трибини ние сме многу задоволни затоа што успеваме да ги слушнеме, значи, лицата кои што практично го потребуваат јазикот во сите тие области, како што беше, например, минатата година за прв пат новинарите зборуваа за македонскиот јазик и за предизвиците што се соочуваат употребувајќи го и што им треба и така натаму. Значи, многу интересни работи научивме и заклучивме. Годинава тоа беа професори од средните училишта, од основните училишта, имавме и советници од Бирото за развој на образованието и се разбира имавме и професор на нашата катедра, професорката Славица Велева, која што се обрати за македонскиот јазик, статусот на македонскиот јазик во високото образование. Таа тема што ја одбравме за оваа година, морам да кажам дека излезе дека е многу широка, можеби ќе беше подобро да ја поделиме на основно и на средно образование, затоа што вистина толку многу работи се кажа, што едноставно не може да се извлече еден општ заклучок. Но еве, дискусиите се движеа во насока на тоа дека на професорите им се потребни повеќе учебни помагала, потребни им се повеќе часови за практична работа со учениците, сметаат дека се со наставните програми, иако советниците рекоа дека се наставните програми модернизирани, се уште има преголем обем на материјал што треба да го совладаат и едноставно немаат време за практично да вежбаат со учениците за да можат да се, да речеме, повеќе да се описменат. Се спомена и едно прашање кое што честопати е дискутирано во нашата фела, да речеме, тоа е одвојувањето на областите македонски јазик од областа книжевност, и се смета дека на тој начин ќе се придонесе малку кон едноставно кревање на нивото на писменост на учениците, но еве сега за сега тоа за жал се уште не се случува, затоа што свесни сме дека во тој поглед оставено е на свеста на наставникот, на професорот, дали и колку ќе го опфати делот граматика. Знаеме дека некој воопште и не го фаќа тој дел, главно се задржуваат на книжевноста, а пак од друга страна, еве, слушнавме дека учениците знаат книжевноста, односно делата да ги читаат на англиски јазик, што тука значи сосема имаме контраефект од тоа што сакаме да го постигнеме. Ова што го кажувате, можеме ли да констатираме дека се забелешки или слабости во наставниот процес на основното и на средното образование, бидејќи кај вас кога ќе дојдат, дали го чувствувате вие како катедра, бидејќи навистина нешто што би требало да се помине во основното или средното образование, кај вас веќе да не се навраќат? Да, па во принцип, искрено да ви кажам, и го чувствуваме, не е дека не го чувствуваме, меѓутоа треба да имаме предвид дека студентите што се запишуваат на групата македонски јазик се со искрена желба за студирање на таа област, што значи дека биле добри ученици, односно одлични ученици по македонски јазик и за време на своето гимназиско образование. Но не е работата македонскиот јазик да се знае само доколку се студира македонски јазик. Јас и тоа го истакнав на трибината, дека треба да бидат свесни дека македонскиот јазик им е основа за добро совладување на сите други области. Па дури и на учениците се случува тие да грешат на тестови, не успевајќи да го разберат прашањето што им е поставено на македонски јазик. Значи, а да не зборувам колкава е придобивката на знаење македонски јазик за усвојување на странски јазици, например.
и така натаму. Значи, тоа е едно комплексно прашање и реков дека вистина темата излезе доста комплексна. Така, па во преводите навистина е широка област. Многу широка област. Затоа имаме можеби пропусти, па и вие како стручна фила секогаш знаете да кажувате дека. Зборот ми е дека главната цел треба да биде она што го викаме функционална писменост. Значи не е работата учениците да појават само добро или одлично знаење по предметот со оценки за време на своето образование, туку целта е тие да можат тие знаења да ги применат, значи кога ќе пишуваат утре други ден, без разлика семинарски, дипломски, молби и така натаму, тоа сето да биде направено на одличен македонски јазик. Иако може би е рано за август за уписите на конкретно ќе ве прашам за кај вас на вашата катедра. Предпоставувам дека веќе и во тек имате отворени денови и ајде да неколку реченици да ми кажете за оние што веќе завршуваат, колку веќе ќе имаме дипломирани студенти по македонски јазик и за идните генерации што треба да се запишат кај вас. Да. Па видите, ние запишавме оваа година добар број на студенти, 22, задоволни сме од тоа. Во четврта сега не ме држате за збор колку има, мислам дека се сигурно едно 14 така, колку што сеќам, колку што кои што ќе дипломираат. Она што го очекуваме е зголемување на бројот на запишани студенти со оглед на донесувањето на Законот за употреба на македонскиот јазик, каде што се предвидува вработување на лектор во сите државни институции. А како што знаете, единствено групата македонски јазик, дипломираните од таа група, имаат право да го полагаат испитот за добивање лиценца за лектор и во таа смисла очекувам дека ќе има зголемена побарувачка за лектори и тоа значи за наш дипломиран кадар. Бидејќи сме медиум, еве минатата година на денот на одбележувањето на македонскиот јазик сте го посветиле за јазикот во медиумите. Колку ние новинарите имате ли забелешки грешиме во пишувањето, зборувањето, говорењето, обраќањето? Да. Па сега вака, видете, јас во принцип сум противник на генерализации од кој било тип дека цела фела греши, дека цела професија не чини и така натаму. Меѓутоа дека има новинари кои што се со многу, затоа што видите со законот точно сега се лекторираат текстовите, кога човек чита, во принцип тоа е да речеме горе-долу добар текст, меѓутоа проблемот е изговорот кај новинарите. Најмногу на тоа треба да се обрне внимание. Тој дел едноставно не е регулиран со некаква законска регулатива и останува, пак ќе кажам, на свеста на новинарот. Ги има многу кои што грешат, значи го има тој скопски сленг, особено во медиумите што се во Скопје лоцирани, кои што едноставно не смее да го има, мислам, особено не на медиум со национална концесија. Факт е дека на времето имаше професори по фонетика што работеа со новинарите и со јавните лица, сега тоа го нема. Кажувам, останато е секој да се снаоѓа како што може. Професорка Искра Пановска Димкова, ви благодарам за директното вклучување. Се гледаме и се слушаме во следна прилика. Ви благодарам, мило ми беше.